Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе зборуваме на тема покаяние. Што е тоа покаяние, ама вистинско покаяние? Тоа е основна тема на Библијата. И во Стариот Завет, и во Новиот Завет, Бог секогаш го повикуваше својот народ на покаяние, да се врати кај Бог. Тоа е единствениот начин преку кој човекот може да се врати при Бог. Зборот покаяние во Стариот Завет е употребен преку 45 пати. Еврејскиот збор нахам, преведен со покаяние, имплицира потполно жалење за своите гревови и вистинско кајање пред Бог заради истите. А пак стариот хеленистички збор метаноија е сроден со еврејскиот збор и тоа е свртување од еден во друг правец, односно од себе и својата себична волја кон Бог и Божјата волја. Пророкот Езекијел напишал: "Покајте се и отврлете ги своите идоли, одвратете го своето лице од вашите нечистотии. Покајте се од вашите гревови, за да не ве уништи беззаконието, зошто да умрете, народе мој, зашто јас немам благопријатно расположение во смртта на оние што умираат, зборува Господ Бог, затоа вратете се и бидете живи." Пораката исто така на Јован Крстителот и на Исус Христос е идентична со онаа на пророкот Езекијел, кога Исус рече: "Покајте се, зашто се приближи небесното царство." Но ние имаме во денешно време погрешни сваќања во врска со самото покаяние. Еве неколку. Покаяние не е кога некој е убеден само историски дека сите настани што се запишани во Библијата се вистински. Затоа имаме пример од цар Ирод. Иеко тој се плашел од проповедите на Јован Крстителот, сепак не се покајал. Останал за секогаш во своите гревови. Понатаму, покаяние не е само некаков сентиментален израз на жалење или пак некакво побожно осудување за своите погрешки. Исав, синот на Исак, иеко сакаше да го наследи благословот од својот татко, сепак беше отврлен, бидејќи не најде место за покаяние, иеко го беше молел дури и со солзи. Например, Јуда предавникот, откако го предаде својот учител Исус и откако согледа дека направи неправда, се покаја, но неговото покаяние не вредеше ништо пред Бог, така што од депресивна жал во себе си беше принуден да си го одземе драгоцениот живот и да заврши трагично. Народот исто така, откако ги виде настаните што се случија на крстот, се удираше во своите гради и жалеше за сторената неправда кон Исус, но таквото покаяние не донесе плод пред Бог. А исто така, покаяние не е реформа, односно, некоја мала поправка на сопствените грешки. Некој може да направи огромен пресврт во својот живот, така што промените да му бидат уочливи и во јавноста. Но тоа не значи дека таквиот пресврт е плод на вистинско покаяние. Тоа може да биде животниот процес на менување и созревање на човековиот живот. Покаяние не е затоа што некој ќе ги врши побожно своите обреди во својата локална црква. Тоа често пати луѓето го прават за помирување на својата совест. Фарисеите тоа го правеа на најоригинален начин. Тие, иако имаа обредни богослужби во синагогата, сепак Исус не им ги признаваше, бидејќи нивниот живот не се усогласуваше со Божите стандарди. Нивните молитви беа неискрени, нивните обреди беа безвредни
а како резултат на тоа животот им беше јалов и бесплоден. Кои се плодовите од вистинско покаяние? Плодовите се покажуваат од моментот на своето вистинско жалење за собствените гревови. Жалењето за Бог, пишува апостол Павле, предизвикува неопходно кајање за спасение, а светската мака доведува до смрт, кога човекот постојано бара она што е светско. Псалмистот напишал: јас ќе го кажам своето беззаконие, ќе тагувам заради својот грев. Значи, покаяние е внатрешна тага пред Бог заради сторените гревови. Исто така, покаяние е признавање на својата неправда пред Бог. Реков: ќе ги исповедам своите престапи пред Господ. Многу е важно да се забележи дека престапите или гревовите се исповедуваат само пред Господ, а не пред човек или пред некој си светец. Мудриот Соломон напишал: кој ги крие престапите свој нема да напредува, а кој ги исповедува и ги напушта, тој ќе добие милост од Господ. Покаяние е напуштање на своите гревови целосно. Не е доволно само да се жали за нив и да се исповедаат пред Господ, туку мора потполно да се остават и никогаш повеќе да не се повторуваат истите, за кои знаеме дека сме жалеле. Пророкот Исаија запишал: барајте го Господ, додека може да се најде, повикувајте го додека е близу, нечистиот нека го остави својот пат и неправедниот советот свој, и нека се обрне кон Господ и ќе добие милост од Господ. И вистинското покаяние е тогаш кога човекот ќе го замрази гревот во себе и кај другите. Пророкот Езекиел запишал: ќе ве расеам по сите краишта на светот, се мисли за израелскиот народ, но пак ќе ве вратам во земјата на вашите татковци. Таму ќе се сетите на вашите патишта и на сите ваши зли дела, што од нив се онечистивте. И тогаш ќе се згнасите од самите себе и од вашите расипани постапки. Како настанува чинот на покаяние? Како прво, тоа е резултат на Светиот Божи Дух, зашто Исус рече: ќе ви го испратам утешителот, бранителот, или во оригиналниот текст параклетосот. И кога ќе дојде тој, ќе го изобличи светот за грев и за правда и за суд. За грев, дека не веруваат во мене; за правда, зашто јас си одам кај својот татко и веќе нема да ме видите; и за суд, зашто кнезот на овој свет е осуден, а тој кнез е сатаната. Преку зборот на Евангелието, Библијата е Божи жив збор. Кога човек ја чита, не може да остане рамнодушен. Зборовите нејзините бодат како со нож. Кога на денот на Педесетницата или Духов ден, Петар му зборуваше на народот, тие од пораката беа толку нажалени, што на крајот рекоа: што да правиме за да се спасиме? Одговорот гласеше: покајте се. Значи силата е во самото покаяние. Покаянието е Божи дар. Тоа не е некаква човечка заслуга. Јас се покајав и Бог ќе ме прими. Туку тоа е Божи дар. Бог го дава покаянието, Бог ја дава верата, Бог му дава се на човекот за негово добро, за да не се пофали ниеден човек пред Бог. Бог го воскресна Христос од мртвите, за да му даде покаяние и опростување на гревовите на Израелот. Но тоа не се однесува само на тој народ, туку на сите народи на земјината топка. Покаяние понекогаш доаѓа и преку Божја казна, за жал. Кој јас ги сакам, нив и ги карам и ги казнувам. И така биди копнежлив и покај се. Тоа Бог го прави преку болест понекогаш, преку сиромаштија, преку непријателство, неспокојство и така натаму.
Со покаянието се допрени интелектот, емоциите и волјата. Интелектот секој пат ги прима Божите информации и ги разработува. Емоциите тогаш се менуваат, а волјата се менува за да се служи на живиот и вистинит Бог. Такви примери имаме многу во Библијата, како што се браќата на Јосиф, градот Ниневија, заблудениот син и така натаму. Што добиваме од покаяние? За возврат човекот добива спасоносна вера, која му дава сигурност и надеж во животот. А што е многу важно, по смртта, тој си обезбедува вечен живот благодарение на Божјата милост, а не на својата заслуга. Тоа е место каде што смртта ќе биде непозната, страдањата и болестите за секојаш заборавени, и тој со таа вера добива опростување на своите гревови, а тоа го дознава преку Светиот Дух, кој е залог или гаранција за вечниот живот. Светиот Дух се добива во мигот кога човекот ќе се покае од своите гревови. Кога еден грешник се кае, Библијата открива дека сите ангели на небото се радуваат со таквиот човек кој добил спасение, што значи радоста ќе биде единствена животна преокупација во небото. Библиската терминологија тоа го нарекува новораѓање, нов живот во Христос. Овој нов живот можеш уште денес да го добиеш, но пред да го добиеш, покај се. Амин.